Која беше вистинската намера на Заев со барањето во собранието да се гласа за доверба на владата? Во политичките кулуари интензивно се шпекулира со две варијанти. Првата, која и самиот ја спомена одговорницата, дека сака да прикаже превласт во собранието наспроти најавите од опозицијата дека има мнозинство кое брои 61 пратеник и дека наскоро владата може да падне. Втората е дека можат да се очекуваат нови турбуленции поврзани со внатрешно и надворешно политички прашања, по кои довербата на владата нема да може повторно да биде ставена на тест во наредните 90 дена, од причина што гласањето го побарал премиерот. Сепак, судејќи според членот 92 од Уставот, Заев на тоа не може да се надева, бидејќи највисокиот акт им дозволува на пратениците да побараат да се провери довербата на владата, доколку тоа го сторат мнозинството од нив, односно 61. Повторно прашање за доверба на владата не може да се постави пред истекот на 90 дена од последното гласање за доверба, освен ако прашањето за доверба го постави мнозинството од вкупниот број пратеници. Одлуката за изгласување недоверба на владата се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Ако на владата е изгласана недоверба, владата е должна да си поднесе оставка. Заев вчера ненајавен се појави во собранието и повикувајќи се на член 217 од Деловникот, побара да се гласа доверба на владата без јавна расправа. 62 пратеници гласаа за доверба, а пратениците од ВМРО-ДПМН не беа во салата во моментот на гласањето. Ово е прв пат некој премиер по само половина година по избори да се одлучи на ваков потек. Опозицијата реагираше дека премиерот сака да го прикрие слабото работење последните неколку месеци.